Представници од иницијативниот одбор за заштита на оризопроизводството се сретнаа со градоначалниците и претседателите на општинските совети од источниот регион. При тоа ја представија актуелната состојба во која се наоѓаат, како и барањата што ги истакнаа на протестот во Облешево што се одржа во вторникот. На состанокот присуствуваа градоначалниците на Чешиново, Облешево, Зрновци и Карбинци, како и претседателите на советите на Кочани и Виница. Средбата се одржа во просториите на општина Чешиново, Облешево и на неа имаше конструктивна дебата со низа предлози и идеи за што оризопроизводителите добијат целосна подршка. Беше оценето дека барањата до ресорното министерство се оправдани, особено заложбите за откупната цена на оризовата арпа која не треба да биде пониска од 40 денари за килограм. Исто така, градоначалниците го поздравиле и ставот за промена на сегашниот модел на организирање на водостопанското предпријатие, барањето за повисоки ваучери за зелена нафта, како и за продолжување на рокот за интервентната финансиска помош со ковид мерките. Иако знаеме дека тие работи не се наша надлежност, меѓутоа цениме и сметаме дека нивните проблеми се и наши проблеми. Од таа причина апелираме до ресорното министерство заедно со владата да изнедат соодветно решение за да може да излеземе во пресред заеднички на засегнатите група на граѓани. Производителите на храна пред прагот на нова производна реколта се засегнати со реални проблеми и дури има дилема дали воопшто и да се почне со припрема за истата таа нова реколта. Секоја семејство примарна екзистенцијална дејност е оризопроизводството. Па можете и самите вие да претпоставите што би се случило ако дојде до тоа намалување или воопшто за прекинување на една традиција што трае од 60-тите години на минатиот век. Значи тоа би било многу лошо за целиот регион, не само за нашата општина. На средбата во општина Чешиново, Облешево станало збори за можностите со кои локалните самоуправи можат да им помогнат на земјоделците пред престојната сеидба. Упатени заеднички апел до Министерството за земјоделство да не ги игнорира барањата на оризопроизводителите. Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој ги информира земјоделците дека е продолжен рокот за поднесување апликации за набавка на системи за наводнување за инвестиции во бунари и зафати на површинска вода. Крајниот рок за аплицирање е до петок, а тој е даден по барање на заинтересираните апликанти. Агенцијата им излегла во пресред со нов рок со цел да ги приберат сите потребни пропратни документи што се бараат со јавниот повик. Од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој информираат дека право за добивање на поддршката имаат сите земјоделци кои се евидентирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Барањата можат да се поднесат електронски, а максималната сума што може да ја добие секое поединечно земјоделско стопанство за систем за наводнување е до 1.800.000 денари, додека финансиската подршка за инвестиции во бунари или зафати за површинска вода е до 364.000 денари по корисник. Со овие средства ќе можат да се набават подземни или надземни системи за наводнување капка по капка, набавка на приклучна опрема за електрична инсталација за снабдување со струја, вклучително и енергетска ефикасност, како и агрегати или генератори и придружна инсталацијска опрема. Дополнително, парите можат да се наменат за набавка на софтвер за управување и контрола на системите за наводнување, градежни зафати за бунари, изработка на студии и елаборати. Финансиската подршка се исплаќа по принцип на кофинансирање на завршени и исплатени инвестиции од страна на корисникот, а во висина од 50 до 70% од вредноста на одобрените и прифатливи трошоци за инвестиции. Еден барател може да поднесе едно барање за една мерка или најмногу 2 барања за различни мерки од програмата за рурален развој. При тоа, барателите не смеат да почнат со реализација на инвестицијата пред да потпишат договор со платежната агенција. Барањата што не се поднесени електронски нема да бидат разгледувани. На лажно ветување наседнал жител на општина Чешиново, Облешево, поради кое останал без нешто повеќе од 7.000 евра. Неговата намера по поволна цена да купи пелети за грејење не се остварила, откако сватил дека е измамен по уплаќањето на парите.
Според известувањето од Министерството за внатрешни работи, на 8 февруари во полициската станица во Кочани, 60 годишен жител од едно населено место од општина Чешиново Облешево пријавил дека е измамен од друго лице за сума од 7056 евра. Оштетениот во средината на јануари годинава по меѓународен телефонски повик од лице кое го измамило, му било ветено дека трговска фирма ќе му продаде 50.040 килограми пелети. При тоа било побарано авансно да ја уплати сумата на сметката на фирмата. Од полицијата додаваат дека оштетениот на 14 јануари годинава во име на неговото правно лице извршил уплата на сумата. Договорената количина пелети потоа не била испорачана, а деловната комуникација меѓу двата субјекта била прекината. Во моментот се работи на расчистување на целиот случај. Министерството за внатрешни работи ги известува учесниците во сообраќајот дека продолжува со засилени контроли за утврдување прекршување на законските прописи на територијата на општините од источниот регион. Активностите се однесуваат и на возачите на моторните возила, но и на пешаците, со оглед што во изминатиот период е регистрирана зголемена недисциплина кај сите категории кои учествуваат во сообраќајот. Од секторот за внатрешни работи нагласуваат дека во тек се акцијски контроли за санкционирање на возачите кои управуваат возила со брзина поголема од препишаната. При тоа, за само едно денонокие биле утврдени 13 прекршоци, од кои 10 во населено место, а 3 на отворен пат. На сите возачи им се изречени соодветни казни. Исто така, спроведена е и акцијска контрола за прекршоци што ги прават пешаците во сообраќајот. За само 2 часа од контролата биле констатирани 12 прекршоци и на сите пешаци им се изготвени соодветни поднесоци. Санкционирани биле и 18 други видови прекршоци, од кои 7 за управување возило без возачка дозвола, 1 случај за управување возило под дејство на алкохол, а 2 случаја за непрописно пристигнување. 2 возачи заработиле казна за непочитување на првенство на минување на пешаци, а 6 мина биле казнити за непрописно паркирање на возилата. Фудбалерите на Осогово ги продолжуваат подготовките за пролетната сезона во втората македонска фудбалска лига со одигрување и на пријателски контролни надпревари. На стадионот Никола Мантов тие се сретнаа со младинската екипа на Скопски работнички и победија со 5:3. Со оглед што тренерот Андов им дал можност на повеќе играчи за настап на надпреварот за да ја провери нивната техничка подготвеност, жолтосините сепак убедливо ги совладале гостинските играчи. На полувремето, Осогово имало резултат од 4:0, но во вториот дел со измените во екипата дошло и до промена на резултатот, пак гостите успеале да го ублажат поразот. До почетокот на пролетниот дел од првенството, што е закажан за 19 февруари, подготовките ќе продолжат и со редовни тренинзи на стадионот Никола Мантов. Уште еден контролен надпревар е закажан за вчетврток, а жолтосините ќе бидат домакини на младинската екипа на прволигашот Брегалница од Штип. Средбата на стадионот во Кочани е со почеток од 13 часот.